За 2 години поројот Крушевска република во Струмица ќе стане шеталиште со модерна сообраќајница. Општината на почетокот од идната година ќе почне со овој проект, кој предвидува поројот да остане под шеталиштето, со можност и понатаму да се чисти и одржува. Според градоначалникот Јаневски, проектантите ги предвиделе сите можни ситуации. Во тоа време имало некои предизвици кои што не биле решиви. Сега во консултација со стручни лица, хидроинженери, архитекти, урбанисти, длабоко има уверување, потврдено научно како тоа може да се изведе. Има технолошки решенја како се изведува оваа чистење и ревизија и мислам дека ќе биде еден многу убав урбан украс. Жителите во овој дел од градот се уште скептици дека поројот може да се покрие, бидејќи во минатото бил причина за поплави во долниот дел од градот. Мислам поројот треба да постоа. Пошто доаѓа вода од горе и кај ќе таа вода, ако не постои. Експертите велеле дека е безбедно, бидејќи ќе има начини на чистење. Ама ако биде така, во редо е, ама кај нас многу не стоиме на зборовто. Општината смета дека не треба да има грижи, бидејќи голем дел од овие проблеми се надминати со изградбата на ободниот канал, кој ги опфаќа атмосферските води од горниот дел на градот, а ќе реши и важно еколошко прашање. Еден од основните проблеми на поројот Крушевска република е што во него завршува сметот на струмичани. Иако се чисти 2 пати годишно, најголемиот дел од годината тој е претворен во депонија. Реконструкцијата на поројот Крушевска република ќе биде во должина од околу 3 километри и ќе чини околу 1.300.000 евра.